Уметноста на академскиот сликар Јордан Манасиевски, кој во 2025 година одбележа 55 години уметничко творештво, отвара нови димензии. Таа патува низ времето и просторот. Неговото сликарство допрва ќе биде предмет на проучување, смета критиката. Тоа е дел од една сериозна творечка вертикала на ова поднебје, создавајќи нова галаксија осветлена од светлината која извира од длабочината на неговите слики. Творештвото на уметникот Јордан Манасиевски не обврзува како општество да продолжиме со презентирање и промоција на неговото дело, а во таа насока радува што идејата за основање на институт за анализа на неговото сликарство е веќе родена, како предвесник на идејата за музејски простор во кој би било достапно целокупното негово творештво. Уметноста на Манасиевски, кој се смета за еден од најголемите културни амбасадори на Охрид, е представена во Токио, Њујорк, Венеција, Фиренца, Париз, Верона, Палермо. Тоа е добитник на награди од повеќе уметнички центри, меѓу кои Интернационалната Микеланџело, на Биеналето на нациите во Венеција, од Јапонската асоциација на современа уметност и други. Охрид и Окријани се благословени што го имаат големиот Јордан Манасиевски, врвен уметник кој создава безвременски дела, преку кои не препознава светот. Охрид Њуз доделува признание за трајни вредности на ликовниот уметник Јордан Манасиевски. Добро вечер на сите. Ценети гости присутни, имам чест посебна да ја честитам 19 годишница на Охрид Њуз и на господинот Момировски. И многу ми е драго, јас бев изненаден што ќе бидам поканет тука меѓу сите вас. Нормално и јас ве канам заедно со мене и вие секогаш да сте присутни во моите дела, затоа што ја чувствувам ова позитивна средина, овои позитивни луѓе, гости и позитивниот господинот Горан. И посакувам уште многу години да создавате многу вести за вакви настани во нашата. За моето дело не би сакал да разговарам, само едно ќе кажам дека ова награда и внимание ќе најде место меѓу сите награди кои досега сум ги добил од светот и ќе биде присутна помеѓу нив достоинствена награда. Зошто кажувам ова? Затоа што има нешто што сите скоро го знаат. Ретко каде и ретко кога е признат пророкот во своето родно место. А јас тука добив признание и ви благодарам.